Црвениот крст на Република Македонија денеска го одбележа светскиот ден на крводарителството 14 јуни и 150 години од хуманата акција на Црвениот крст и црвената полумесечина во светот. По тој повод промовираше и кампања за дарување крв која ќе биде фокусирана на младите. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Гледајте на. Трајановски со директорите на јавните предпријатија во посета на општина Бутел. 2000 деца и оваа година ќе заминат на бесплатен одмор. Презентирана програмата за поддршка на рурален развој во општина Илинден. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски заедно со директорите на јавните предпријатија денеска беа во посета на општина Бутел. Посетата ќе трае 3 дена, каде екипи од јавните комунални предпријатија ќе спроведат акции за чистење на дивите депонии, косење на тревата, кастрење на гранките од дрвјата, миење и асфалтирање на улиците, подобрување на водоснабдувањето и така натаму. Ивана Митковска. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски со посета на општината Бутел денеска го продолжи циклусот посети низ скопските општини. Целта на овие посети исто како и претходните години е на еден непосреден и индиректен начин скопскиот градоначалник да се запознае со какви проблеми се соочуваат граѓаните во оваа општина. Во следните 3 дена сите јавни предпријатија ќе бидат концентрирани на територијата на општината Бутел со цел да се завршат што е можно повеќе активности во насока на разубавување на општината. Активностите започнаа со кастрење на гранките од дрвјата, а ќе продолжат со миење на улиците и контејнерите, косење на тревата во парковите низ општината, санација на булеварите и општинските улици и ред други активности на јавните предпријатија на градот Скопје. Сите јавни предпријатија сконцентрирани се на територијата на општина Бутел, за секој во својот домен да заврши што поголем број на работи, од аспект на пример комунална хигиена, миењето на улиците, на контейнерите, поправење на контейнерите, собирањето на кабаст отпад, од аспект на паркови и зеленило, значи сечење на оние дрва кои што биле обележени за сечење, сечењето на гранките, исто така косењето на парковите, така да секој од јавните предпријатија има во рамките на својата надлежност треба да заврши што повеќе работи во овие 3 дена во општината. Улици и патишта, санација на булеварите, па и на општинските улици. Секако дека нема да се заврши работата во овие 3 дена, меѓутоа ќе се одредат работите кои што понатака јавните предпријатија откако ќе заврши посетата на сите општини, јавните предпријатија ќе продолжат во општините да ги завршуваат тие работи. Сакам да искажам и да упатам апел до граѓаните да целиот оној отпад што го имаат непотребен во своите визби, во своите подруми, убава прилика и убава можност е овие неколку дена да го изнесат на местата кои што се донесени контейнери од страна на јавното предпријатие за да можат да бесплатно бидат однесени на местата каде што тоа има потреба, каде што тоа треба да се складира. По средбата на двајцата градоначалници на терен, активностите продолжија во просториите на општината заедно со претседателите на местните и урбаните заедници од општината, со цел и тие да ја оценат работата на државните предпријатија и да дадат своји предлози и сугестии за подобрување на работењето на јавните предпријатија. Во Љубанци започна третата ликовна колонија Љубанци 2013. На годинишнава ликовна колонија ќе учествуваат околу 17 ликовни творци. За една недела колку што ќе работи колонијата ќе бидат создадени околу 30 на уметнички слики, главно со мотиви од старата љубанска архитектура и убавините на Скопска Црнагора. Годинава за прв пат неколку уметници ќе работат и скулптури во дрво. Инаку ликовната колонија Љубанци 2013 на посебен начин ќе одбележи 50 годишнината од катастрофалниот скопски земјотрес, со што ќе биде дел од големо чествување Скопје се сеќава. Организатор на колонијата е општина Бутел во соработка со Сдруженијето на ликовни педагози на град Скопје. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. По трет пат се одржува и започнува отварање и ќе отвориме ликовната колонија Љубанци 2013 година. Ако пред 3 години рековме дека и ќе настојуваме тоа да помине во традиција, мислам дека тоа се остварува, а тоа го бараат граѓаните на општина Бутел. Јас во многу прилики, во оваа прилика ќе кажам, иако е млада општина, општината Бутел, јас како градоначалник се трудам и се трудев
да профункционира во сите своји сегменти. На граѓаните не им се потребни само улици, не им се потребни водоводи, канализациони мрежи, осветлувања, на граѓаните им потребна и уметност, и култура, и поезија, и што навистина сум изненаден од сите такви настани интересот кај граѓаните од општина Бутел. Периодот што доаѓа ќе биде период во кој што можеби малку повеќе ќе обрнеме внимание и повеќе средства ќе одвоиме за вакви настани. Ликовната колонија Љубанци 2013 има двоен карактер, јас би рекол, не само на уметнички или надпреварувачки карактер, има и едукативен карактер. Ние веќе еден ден во ликовната колонија во основното училище Гоце Делчев ќе посетуваат ученици од сите основни училишта и мислам дека тие 30 на ученици ќе пренесат она што го доживуваат, бидејќи ќе бидат активни учесници во цртањето на свои на слики кои што има направено таму едно огромно платно на кое што учениците сами ќе фотографираат, ќе цртаат и се надевам дека тоа ќе го пренесат на други 300 ученици и со самото тоа ќе се потикне интересот од најмладата генерација и за уметноста на територијата на општината Бутел. Ќе учествуваат 17 уметници, од кои што за прв пат ќе имаме 20 кои што ќе изработуваат скулптури, што навистина представува веќе уште еден чекор понапред и се надевам дека изразувам една голема благодарност према сите тие уметници, бидејќи доброволно, без никаква надокнада, учествуваат. А посебно би сакал да изразам благодарност до Центарот за ликовна уметност на град Скопје. Љубанци 2013, која има своја традиционалност, ова е веќе трета година, ќе трае 7 дена, творечки, работејќи колегите преку техниката на олје, акрилит, скулптура, новитетни оваа година. Колку уметници годинава ќе работат? 17 колеги ќе дојдат. Тоа се творци, ликовни уметници и колеги кои работат во училиштата, кои ќе донесат еден специфичен набој ликовен, творечки и очекуваме дека ќе биде на едно високо ниво. Кога веќе ги спомнавте ликовните педагози од основните училишта на територијата на општина Бутел, кажете ни што ќе се случува во среда, кога ќе ви се приклучат дечињата, еве стои име пред банерот Скопје се сеќава, што всушност ќе се случува наредната среда? Скопје од 63-та навака, некои 50 години викаме. Младата генерација не може да го доживее тоа што сме го доживеале ние, но пак децата со својата творечка работа ќе работат на големо платно, 10 метра долго, 160 високо е на заедничка творба, Скопје, низ нашите очи, како го доживуваат со сета љубов и живење кое секоја генерација треба да го доживее убаво, шарено, творечки. Околу 2000 деца кои потекнуваат од семејства кои се во социјален ризик и оваа година ќе заминат на бесплатно летување. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов ги повика родителите да аплицираат во центрите за социјална работа. Елизабета Дамјановска. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска се сретна со раководителите на 7 оделенија што функционираат во рамки на меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, при што разговараше за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат вработените, како и за текот и реализацијата на проектот за бесплатен одмор, летување и рекреација на децата од семејства кои се во социјален ризик и корисници на посебен додаток. Имав можност да разговарам за тековните проблеми и предизвици со кои што се соочуваат во нивното секојдневно работење. Оваа средба според мене е исклучиво конструктивна, со цел за детектирање на актуелните проблеми и изнаоѓање на начини за нивно решавање. Основна цел на денешната средба е текот и реализацијата на проектот Бесплатен одмор и летување и рекреација на дечињата од семејства кои што се наоѓаат во социјален ризик и корисници на посебен
додаток. На бесплатно летување оваа година ќе може да заминат околу 2000 деца од цела Македонија. Министерот за труд и социјална политика ги повика сите родители да аплицираат во центрите за социјална работа, нагласувајќи дека право да конкурираат имаат и оние кои летувале и минатата година. Огласот, односно јавниот повик, трае до 25 јуни. Има уште простор за аплицирање и слободни места. Летувањето ќе се реализира во туристичките центри во Струга и во Пелистер во Битола. Спасов најави дека наредниот период ќе се залага да посети повеќе центри за социјална работа со цел подобрување на услугите на граѓаните. Издавачката Куќа култура од 15 јуни во Верал центарот организира летен саем на книги и кампања подготви се за топлото лето. Читателите ќе може да купат книги по намалена цена и во книжарницата култура на плоштадот Македонија. Саемот на книга ќе почне со промоција на романот Лето во Тоскана на Елизабет Адлер, а од понеделник издавачот ќе ја почне акцијата 3 во 1. Од 17 јуни па во наредните 2 недели купувачите на книга во книжарницата култура помеѓу 11 и 13 часот и 30 минути ќе добијат и кафе и вода. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Тони Димовски ги информираше градоначалниците од Скопскиот плански регион како да аплицираат за активните проекти од програмите кои се однесуваат на финансиската поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2013 година. Програмите кои се презентираа се наменети за финансирање на проекти за локална патна инфраструктура и подобрување на квалитет